И здраво на сите луѓе и добро дојдовте во моето ново видео. Во денешното видео ќе биде испробување на работи од инфлуенсери. Имаме Рок чоколади од Dexrox, тој е ютубер, но реков инфлуенсери, бидејќи овде имаме и Instagram инфлуенсер. Имаме две чоколади од Dexrox, имаме бака чипс, тебе така пише пакувањето. Од сол, значи обичен чипс, од сол, ребрасти. Работите што се од Instagram инфлуенсер се од Roji Flips. Ќе започнеме со Roji Flips. Од кикиритки 30% вкус на кикиритки и пакувањето ми изгледа окей. Боите не се многу добри. Ова е лицето на Roji. Се отвара окей. Големината на смоките е малце поголема од обичната смока. Сосејте кикиритките. Слично е како обичен кикиритки, како обични смоки. Кај нас само овие што има како појак вкус и се поголеми. Нема да ги оценуваме работите, бидејќи не знам нешто, не сум многу добар во оценување и претходното видео каде што испробував работи не беше, немав оценувано, така да само ќе испробувам и ќе кажувам. Следно ќе испробуваме Roji Protein. Слично нешто како чипси. Пакувањето ми е окей, пасата е иста на сите. Не е иста на сите, наочарите се различни, бојата на наочарите. И ова е помало пакување, ова е поголемо, ова е 60 грама, ова е 50 грама. 7,5 кг протеин, окей, за некои што тренират. Не знам што вкус е, можете да видите. Текстурата е интересна. Не знам што вкусува. Некој чуден вкус, необичен. Овде би требало да пише што вкусува, ама не смееш да прочитам, така не знам англиски. Окей, ми се допаѓа, значи. Овде пишува нешто дека пакувањето дека не е штетно за растенијата. Ајде сега ќе пробаме Рок чоколада. Ова е Dexrox. Чоколада на Dexrox ютубер. Млечна чоколада, значи обична млечна чоколада, пакувањето е окей, многу шарени бои. Морав да земам ножица, бидејќи е тешко за отварање. Има и текстура. Обична млечна чоколада.
Има малце како вкусна милка, само има обичен вкус, мислам обичен вкус. Вкусна милка ме потсеќа на тоа чоколада од Кајс. Има појак вкус на какао. Следно што ќе пробаме енергетскиот пијалок на бака прасе, оно моје. Energy drink, boost your vibe. Ова има нешто, 1 динар донациска помоќ за неговата фирма. Од 1 динар и исто така ги имаме сите негови производи, значи 1 динар, например, чипсов, не знам, лупам 40 денари кошта, 1 динар оди во неговата фондација. И неговата фондација мислам дека е за да му помогне на финансиските нестабилни фамилии во Србија. Или на тие што му треба помош. Па дизајнот е окей. Овде имаме лого на бака прасе шулета со крила. Мирисот не е како на секој енергетски пијалок, значи нема мирис на, не знам, на хел, необичен мирис има. Зелов чаша, за да видиме бојата. Како некој вино, бело вино, така би рекол. Боја таква има. Газирано што е нормално. Мислам дека секој енергетски пијалок е газиран. Океј, не можам да кажам дека е 250 мл. Па, не знам што да кажам, немам посебни зборови. Убоет, ама не би го зедал онака, не би го купувал да пијам секој ден. Не дека го нема и да го има, кај нас не би го пиел секој ден, не е нешто посебно. Плюс енергетски пијалоци не пијам, повеќе пијам. Најмногу пијам вода и сок. Пепси, ама не толку колку што пијам вода. Следно, чипс, обичен солен, мислам, не е обичен, дебеласти. Дебеласти пишува се Т и од соле. Не знам дали пишува нешто протеина, но 90 грама. Значи, овие производи што ги гледате ги нема во Македонија. Мои блиски родни ми си идеа од странство, па ми ги донесе, бидејќи беа во Србија, покрај Србија поминаа. Како изгледа внатре. Немам нешто многу исто како Хајнес, лага, поголем дел е воздух за не секеше. Како изгледа. Не е онака баш солен, како некои чипси, примерно чипс што е фирмата. Чипсите солени што се онака уште по првиот залога одма ти солта. За разлика од нив, овие не се толку солени. Екстра тенок. Добар, но за разлика од обичните чипси од Кањас, од фирмата Чипс е подобар во вкус, бидејќи не е толку солен. Следно, пак рок чоколада од Dexrox. Чоколада со бомбоницама.
бомбоните како кања, што се... Не знам како се вика овие бомбони, како тубени се со капач црвено. Се дека бојата на сите чоколади си кај Дексок се иста, ама еве не била иста. Дизајнот е башка. Сум на пакувањето. Океј, за ова не ми требаше нож. Мислам ножица. Мислам текстурата иста. Не знам колку можете да забележите. Мене има внатре како бомбончина. Не е многу благо, што ми се допаѓа. Да хаос направив на масата. Значи, слична како претходната чоколада. Обична млечна чоколада. Само ова што има бомбони во нив и не е толку какаото не се осеќа како кај ова обичната чоколада. Се осеќа бомбончината, текстурата на овие бомбончина. Не се осеќа толку какаото кај ова чоколада со бомбониша. Овие лепе пејара. Ова е за... ми служа како држачица вака на видеото, што така е мен да ме шо срамувам. Не остана ушта било. Нуди протеин. Накарим нешто. На овие пишува јоџи протеин, овде. На овие пишува јоџи протеин, само на овие пишува јоџи стикс, оти се некој врста на стикс. Следно и последно што ќе испробуваме се јоџи протеин. Crispy snack, 8 грама протеин, поголемо од претходните. Претходните беа 7,5 килограми, односно грами, не се килограми. А овде имаме 8 килограми протеин и од црвен граф или грашок се прави на овие 50 грама. Количината на пакувањето. Дизајнот е ист, црн со портокалева линија. Наочарите се зелени или жолти, не сум точно сигурен. Зелени, значи исто прави. Па еви овие се 50 грама и овие се 50 грама, само флипс се 60. Да, 60 грама. Ево овие што пишува очо вкус. Ovo mi je pretrvanje. Teksturata ista како кај овие. Што немам поима од што се, ова може да е нешто како лук, макар што не знам. Како изгледа внатре. Текстурата иста, само бојата различна, овие се како портокалева боја. Додека овие се светло жолта боја. Еве ќе ги клавам овде. Значи овие се од лук од нешто, овие се од црвен грашок.
Да. Има онака доволно крцкавост, што тоа многу ме бенди спак и чипси, смоки, такви работи која крцкат. И не знам, ваков вкус доста немам пробано и најверојатно немам јадено црвен град. Затоа може и не знам што вкус е, мислам, затоа прв пат пробам ваков вкус, но тоа што знам дека се супер дека би ги земал да ги јадам секој ден. Уште еднаш ќе изјавам да ви да споредам. Дефинитивно омилен се колбај. Човек би ги земал секој ден да ги има кај нас. Но за жал ги нема. Веројатно до крајот на ова видео. Тоа беше се за ова видео. Ги исправав работи од инфлуенсери. Поголем дел беше на јутјубери, поточно двајца беа јутјубери. Имавме работи од Декстер чоколади, бака правеше чипси, енергетски пијалок и најмногу работи имавме од Инстаграм инфлуенсерот Јоџи и затоа насловот ќе биде исправуваме работи од инфлуенсери, од познати инфлуенсери. Тоа е тоа за ова видео. Се надам дека ви се допадна ваков тип на видео. А секако ако ви се допадна, вие ставете лайк, субскрайб на мојот канал, прецнете го звончето за да ви стигнат известување кога ќе има ново видео. И пишете во коментари што сакате следно да снимам, а ние се гледаме во наредно видео.